Регистриран како непожелен во Националниот регистар, ова е објаснувањето на пограничните грчки власти на преминот меѓутлија на македонско-грчката граница, која денеска и покрај стапувањето во сила на визната либерализација не успеа да ја мине председателот на заедницата на организациите на етничките македонци протерени од Грција Никола Костурски. Во писмениот документ со кој се одбива негов влез во Грција стои и дека лицето се смета за опасно за јавниот ред и безбедност, јавното здравје или меѓународните односи на една или повеќе членки на Европската унија. Мојот пасош го зедоа на страна и ме повикаа внатре да ми дадат еден лист со кој да ми кажат дека ми е забрането влегување во Грција. Прашував зошто, вика компјутерот е проблем, колега, и тоа ништо друго. Па како се чувствувам, не сум злостор што сум му направил нешто на Грција, 12 години за да не ме пуштаат. Немам никаков прекршок направено во Грција. Поради ова Костурски најави тужба против Грција. Бидејќи во овој документ не пишува ништо друго освен дека сум персона нон грата, јас ќе се обратам во канцеларијата на Европската унија во Скопје први, во кај ФУЕР, да речам. Па потоа ќе видам како ќе биде соето. Ако и оттаму не добијам одговор зошто ми е забрането влез во Грција, тогаш ќе ја тужам Грција во Страсбург. Па оттаму нека објаснуваат зошто е ова работа. Ако мене ми го пишат за греф тоа што сме пријатели со многу луѓе од партијата Виножито, тоа е за мене нонсенс во ова време да некој ми ги бира пријателите и со кого јас можам да се дружам, со кого не можам да се дружам. Денеска Костурски имаше намера да оди на кафе во Лерин со своите пријатели од Виножито. Тој не успеа за разлика од други битолчани кои денеска непречено ја преминуваа границата.